Аерозагадувањето во источниот регион е се поголемо, но пари за да се утврди степенот на загадување нема. Од тука недостасуваат толку потребните истражувања кои ќе дадат појасна слика како да се најде решение на проблемот. Сите урбани средини имаат некој специфичен проблем, а не може да го решите ако не го познавате проблемот. Поради тоа сметам дека или се надевам дека ќе успееме да обезбедиме средства за истражување и на проблемите со останатите урбани средини во државата. Без соодветни анализи, последиците перспективно може да бидат несогледливи за целата животна средина. За земеделието, загаден воздух, иначе може да се протолкува и индиректно. Загаден првошут, загаден за штетен за човек. А друго, со врнежи и било какви други падежи, односно падавини па и ветер, тие честички од загадени во воздух, доколку се малку по-тешки, може да паднат во почвата, да загадат почвата, се зависи што честички е. Може да паднат после на таму да загадат водата, односно подземните води и на тај начин да делуват штетно и врз индиректно да речеме врз земеделските култури. Освен во производството на храна, загадениот воздух остава трајни траги и врз целиот жив свет. Имаме интензивни аерозагадувања во воздухот во услови кога се влажни периодите, да речеме како што се зимските периоди, заради кондензацијата и во услови на обилни дождови се случуваат така наречени кисели дождови. Тоа е под дејство на аерозагадувањето. Киселите дождови влијаат негативно на растителниот и на животинскиот свет и дополнително влијаат лошо врз површинските и подземните води. Добар дел од загадувањето во источниот регион е сезонско, што е јавен индикатор, смета професорот Мираковски. Надминување карактеристично во текот на зимските месеци, колку што знам, ниту една нема извори, нема направено пропорционирање и за жал за да кажете нешто треба да имате основа, мерење кое што го немаме. Во насока на решавање на овој проблем, некои општини од регионот, како на пример Кочани, се во фаза на изработка на регистар на загадувачи, што веројатно е почеток на решавање на проблемот. Сепак, заедничка стратегија засега нема, поради што и проблемот останува отворен.